Денеска имаме вече традиционално неколку години отворен ден на училиштето. Ги отвараме вратите на училиштето наше Ѓорче Петров од Кавадарци на сите 9 одделенци од регионот. Денеска имаме ученици кои што организирано ги изимаме од сите училишта Кавадарци, од Росоман, од Неготино и од селата што се во општина Кавадарци и Неготино, така да посетеноста е огромна. Од сите училишта ни доаѓаат ученици кои што сакаат да го посетат училиштето, да ги видат условите кои што ги нудиме и нормално нашите профили. Оваа година како новина во оваа учебна година за уписот кај нас во училиштето имаме за прв пат стипендирање на секој ученик кој што се запише во нашето училиште од земјоделската и од шумарската струка. Тоа се 6 профили кои што се надевам дека и во последните неколку години, 2-3, заживуваат, го зголемуваме бројот на учениците во тие паралелки. Мислиме дека оваа година со помош на стипендирањето од Министерството за образование за секој упишен ученик во нашето училиште со по 3.500 денари месечно, се надеваме дека стручното образование во нашиот случај од земјоделската и од шумарската струка ќе заживеат за доброто на општината, на учениците, на родителите, на сите во овој наш крај. Сепак најатрактивни кои ви се струки? Па ние би рекли сите ни се. Така е, секој добар директор би рекол дека сите се добри. Сите ни се на свој начин убави, атрактивни. Според секој ученик има секакви профили, професии, така да не би сакал да издвоим никој. Освен овие нашите, што ги кажуваме, стандардни профили, кај нас е исто така и фармацевски техничар, кој што секоја година го исполнува својот максимум. Исто така оваа година исто упишуваме од спортската паралелка кошарка. Слушам дека имате таму интерес голем. Па јас би кажал дека имаме најголем интерес од Македонија цела. Имаме веќе на тренингот имаше 24 ученици кои што сите ги задоволија условите, така да мислиме на уписот кога ќе биде 14-15, ќе има добар успех и упис во нашето училиште. Завршам со ова прашање. Успеавте во овој период многу да направите во ова училиште и за самата зграда и околината и да створите услови. Постигнавте ли се што сакавте или нешто остана недовршено? Па секогаш има работи кои што сакаме да ги направиме, но пред 4 години кога решивме да е на еден начин да го вратиме нашето училиште на старите патки кои што беше центар во Македонија, направивме работи кои што не сме ги предвиделе, така да ние со гордост можеме да ги отвориме вратите на нашето училиште, како што кажуваме, да се пофалиме со нашите услови, со нашиот наставен кадар, со нашите профили и имаме со што да се пофалиме, се во интерес на учениците. Ние сме училиште за учениците и повикуваме секој заинтересиран да може да дојде да го види нашето училиште и нормално да научи во своето школување во овие 4 години како средношколци и да си поминат убаво. Бензинска пумпа ДМД Оил.